като системот на онкологија најрано би профункционирал до јуни 2024 година. А за 3 месеци на клиниката ќе има 4 акцелератори за болните од канцер, открива министерот за здравство. Меѓутоа повторно призна дека има проблеми во здравствениот систем и јавно побара од Министерството за финансии да одобри пари за нови вработувања. Тој не кажа дали клиниката за онкологија ќе добие поголем буџет за следната година, со оглед дека бројот на онколошки пациенти е се поголем и со тоа расте потребниот буџет за набавка на биолошка терапија. Точно експресно, еве, повикувам и пред вас до Министерството за финансии, значи експресно да ни одговорат за кадарот, зашто знаете, ова онкологија веќе е пресензитивна работа и мора тука да ни дозволат кадар да вработиме, зашто знаете, ината година е година, изборна година и да не останеме без кадар и да ги оставиме пациентите. Мислам, тоа што не треба да се случи. Иако пред 10 дена директорката на онкологија Виолета Клисаровска пред анкетната комисија ни солзи сведочеше за очајната состојба на клиниката, на која недостасуваат лекови. Сега уверува дека лекови има за сите пациенти, но упати молба до надлежните за поголем буџет. Во врска со преговори за идната година за буџетот, ние веќе сме подготвени и ја имаме реалната потреба на нашата клиника во овој момент и со неа ќе настапиме во преговорите и јас искрено верувам дека ќе се најде разбирање. И додека надлежните се фалат дека конечно работата на онкологија ќе тргне на подобро, одговорност за скандалот на клиниката се уште нема. Јавното обвинителство ништо не открива, а единствена надеж за јавноста дека виновниците ќе добијат име и презиме се заклучоците од анкетната комисија за онкологија.